Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Мој гостин денеска градоначалникот на Македонска каменица Дарко Митевски. Добар ден, господине Митевски, ви благодарам што ја прифативте поканата да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден, поздрав до вас и поздрав до слушателите на вашето радио, Радио Слободна Македонија. Ви благодарам. Градоначалник сте на општината која што ја нарекуваат рударски град. Најпознатиот рудник за олово и цинк Саса се наоѓа токму во Каменица. Кажете ми, колку лица екзистираат токму од овој рудник? Практично општина Македонска каменица, како што кажавте, е рударска општина и функционирањето на рудникот е практично значи функционирање на општина Македонска каменица. Во моментот на да кажеме директно вработени се 700 луѓе во рудникот Саса од општина Македонска каменица, но практично они сите услужни дејности и слично кои што се јавуваат како подизведувачи негде една бројка од околу 800 луѓе кои што се ангажирани во рудникот Саса, но покрај тоа со успешното функционирање на рудникот функционираат и сите услужни дејности во општина Македонска каменица. Бидејќи рударството традиција во нашата општина во изминатиот период, значи најмногу се вложувало во развојот на рударството. Еве сега ние правиме некакви обиди и во развој на некои други гранки во делот на индустријата со промовирање на нашата индустријска зона, но сепак рударството како традиција останува и ние веруваме дека и во иднина оваа гранка ќе обстојува на територијата на општина Македонска каменица и ќе обезбедува економска стабилност како за вработените, но така и за општината. Рудникот Саса е првиот рудник во Македонија кој што доби интегрирана А дозвола. Што значи оваа дозвола? Да, мислам инвеститорите и целиот тим кој што работи во рудникот Саса, како сериозни инвеститори, сериозни менаџери, први добија интегрирана дозвола. Тоа значи дека сите услови кои што се однесуваат за исполнување на еколошките услови дека се исполнети, дека има континуиран мониторинг на отпадните води од Каменичка река, дека има континуиран мониторинг на јаловиштето, од јаловината која што останува, значи од при флотирањето на овие минерали. Тоа значи дека практично прашањето за екологијата во континуитет се следи и ние со тоа, значи инвеститорот во рудникот Саса како сериозни инвеститори гледаме дека инвестира во сите подрачја од функционирањето, не само во инвестирањето во рударски објекти, туку и во инвестиции за запажување на екологијата и на животната средина. Вие сте градоначалник веќе втор мандат. Што се имате направено за подобрување на животот на жителите на Македонска каменица? Видите, во изминатиот период ние работевме во повеќе насоки за подобрување на животот на граѓаните. Покрај она што го работевме во подобрување на инфраструктурата, како што е патната инфраструктура, водоводната инфраструктура, како во централното подрачје, така и на периферијата. Еве изградување на еден од најубавите градски плоштади во Источна Македонија, изградба на современ пазар, изградба еве во моментот на дневен центар за деца со посебни потреби, реконструкција и надградба на културниот дом. Покрај тоа, значи покрај се она што е опфатено во инфраструктурата, работевме и на подобрување на другите дејности од локалното живење, а тоа е, да кажеме, социјалата со многобројни социјални програми кои што се донесени од страна на Советот и кои што ги спроведуваме во делот на образованието, покрај инфраструктурата во образованието, но и многу меки мерки кои што се однесуваат за подобрување на образованието во делот на културата, на спортот, невладениот сектор. Би сакал да кажеме еден пример дека доколку пред 5 до 6 години во Каменица имаше само една невладена организација, сега имаме 6-7 невладени организации кои што се финансираат од Советот, од буџетот на општина Македонска каменица. Така да се она кое што е идентификувано како проблем или и подоцна дефинирано како приоритет од страна на граѓаните, ние во континуитет работиме. Сосем сме свесни дека сите проблеми на граѓаните се уште не се разрешени, но мислам дека Каменица со едно забрзано темпо чекори кон една европска и успешна општина. Општините имаат на располагање пари од ИПА програмата за прекогранична соработка. Кажете ми, до сега веќе вие имате аплицирано за овие пари. Колку пари до сега имате искористено како општина и кои проекти се реализирани? Да, во изминатиот период, значи нашата општина има позитивно искуство од аплицирањето на овие фондови.
уште на првиот повик аплициравме со еден проект кој што го добивме. Тоа значеше реконструкција на кујната во детската градинка Бамби и изградба на трапезарија за сите оние кои се приматели на социјална помош, кои што земаат топол оброк. Исто така, со овој проект тогаш беше во 2010-2011 година, подготвивме техничка документација за реконструкција на културниот дом, кој што сега обезбедивме средства од Светска банка и се работи по тој проект. Исто така, на вториот повик обезбедивме финансиски средства во износ од приближно 260.000 евра за изградба на пристапен пат и реконструкција на конаците и уредување на туристичкиот локалитет Еленец, тоа е во село Цера, од кој што таму го средивме патната инфраструктура, изградивме патеки внатре меѓу конаците, го подобривме водоснабдувањето, електрификацијата и на последниот повик претходната година добивме финансиски средства заедно со нашиот клуб, фудбалски клуб Каменица Саса и со партнерот кој што беше од Република Бугарија, средства при што изработивме физибилити студија за развој на ски туризмот на Осоговските планини на територијата кој што се под општина Македонска Каменица. Ние веќе неколку години сите овие изменети проекти ги работевме во партнерство со општина Белица од Бугарија, заради тоа што се овие прекогранични проекти и во определени проекти ние се јавувавме како лидери, но определени проекти ние се јавувавме како партнери. Но овој повик кој што е отворен и кој што може да се аплицира до 15 јануари 2016 година, ние заедно повторно со општина Белица подготвуваме апликации за два проекти. Најнапред, тоа се проектите за промена на јавното осветлување со штедливи лед светилки и вториот проект е во делот на предприемништвото, отварање на бизнис инкубатор или бизнис центар каде што ќе се работи на промоција на индустријската зона, но и на едукација и поддршка на бизнис секторот од општина Македонска Каменица за се она кое што е потребно, а нашиот бизнис центар ќе може да даде поддршка. Колку пари очекувате? Односно барате сега за реализација на овој проект? Овој повик, во рамките на еден проект и за партнерот и за лидерот, вредноста е во зависност од оската, но негде од 400 до 450.000 евра. Ние практично се имаме договорено со нашиот партнер од Бугарија, подеднакво да бидат поделени тие финансиски средства, доколку станува во дел проект за делот од инфраструктура, определен процент од негде 20% мора да биде наменет за меки мерки, односно за едукација, за промовирање, за размена на искуства и слично ангажирање на експерти. Така да мислам дека согласно нашата проценета вредност на нашиот проект, оваа вредност доколку ги го добиеме тој проект од прекогранична соработка ќе биде сосем доволен да направиме целосна промена на јавното осветлување во општина Македонска Каменица, во централното градско подречје, но и дел во селските средини. Споменавте изградба на ски центар. Може нешто поконкретно кога би почнала изградбата? Видете, ние сме на самиот почеток со развој на една таква гранка во општина Македонска Каменица. Најпрво што требаше да направиме е да подготвиме физибилити студија за да видиме дали навистина теренот, временските услови, поднебјето одговараат за развој на еден таков туризам. Она што го покажа физибилити студијата е дека навистина на територијата на општина Македонска Каменица, на Осоговските планини, навистина постојат услови, природни услови за да може да се развие овој вид на спорт и овој вид на туризам, но тоа сигурно ќе треба како концепт да се развива на периодот кој што е пред нас и многу финансиски средства навистина тоа да биде изградено и да биде ставено во функција, но чекор по чекор мислам дека на почеток секогаш е најважна идејата и желбата за нешто да се прави. Ние се надеваме дека во периодот кој што е пред нас, можеби следните генерации кои што веќе ќе имаат подготвена проектна документација и средена инфраструктура внатре во општината, ќе имаат можност да инвестираат во еден таков туристички центар и да се надеваме дека еден ден и тоа ќе биде реалност. Господин Митевски, овде предлагам да направиме мала музичка пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостин во емисијата Бројки градоначалникот на Македонска Каменица Дарко Митевски. Господине Митевски, кои проекти ја одбележија 2015 година? Во 2015 година работевме на повеќе проекти кои што се во делот на инфраструктурата, да кажеме дека
Целосно се завршени и локалните патишта кои што ги работевме во село Луковица. Еден голем проект е изградбата на канализациониот систем во село Моштица, кој што го завршивме со швајцарската агенција. Неколку улици кои што се во централното градско подрачје на општина Македонска Каменица. Работевме на уредувањето на тротоарите на улица Осоговска, кои што исто така целосно се завршени. Во моментот се при крај градежните активности на еден детски забавен парк, кој што е направен во делот од општина Македонска Каменица, каде што немавме еден таквов забавен парк за дечињата. Исто така, многу проекти кои што се однесуваат во делот на културата, како што е Бабина баница, како што е Денот на диаспората, како што е Каменичко културно лето, одбележување на празници кои што се поврзани со функционирањето на училиштето во селските средини, така да мислам дека има значајни проекти и успешно ја завршуваме ова 2015 година. Споменавте дека ќе се гради индустријска зона, планирано е да се изгради. Кога бе? Така. Да се почнала со изградбата? Ние за индустријската зона подготвивме целосна планска документација и проектна документација. Во буџетот за 2016 година имаме планирано финансиски средства да започнеме со инфраструктурно уредување, што ќе значи пробивање на улици и завршување на земјаните работи на определен број од парцелите, електрификација, водоснабдување и одвод. Но во континуитет и работиме на промовирање на индустријската зона за да анимираме инвеститори кои што ќе дојдат и ќе донесат одлука да инвестираат во општина Македонска Каменица. Таа индустријска зона е приближно на 10 хектари и е за лесна и незагадувачка индустрија. Ние веќе направивме промоција пред бизнис секторот од општина Македонска Каменица и од регионот. Во неколку наврати и пред нашите иселеници кои што се во странство правевме промоција на индустријската зона, па еве се надевам и со поддршката на владата веќе во 2016 година да анимираме определени инвеститори и да донесат одлука да инвестираат во индустријската зона во општина Македонска Каменица, а ние како општина заедно со Советот ќе дадеме најповолни услови доколку некој се одлучи да инвестира во нашата општина. Така, во моментот владачката партија низ Македонија собира идеи за реализација на нивната програма. Кои се идеите на жителите од Македонска Каменица? Да, ние, веќе неколку дена заедно со тим од советници и од раководители, сме на посета во селските средини, додека од тим од владата со вице-премиерот Пешевски во неделата имавме една трибина пред граѓаните на општина Македонска Каменица, каде што разговаравме за идеите кои што може да бидат дадени за да бидат инкорпорирани во новата програма на владата. Од она што можевме да го слушнеме или што го слушаме потребините во најголем дел се инфраструктурни проекти, како што се изградбата на регионалниот пат од Кочани до Македонска Каменица, изградбата на регионалниот пат од Саса до Тораница до Крива Паланка, каде што за 100 километри ќе биде скратено патувањето до Крива Паланка. Многобројни проекти локални, кои што се од локално значење, но кои што ние заедно со владата подготвуваме документација и бараме начин за инвестирање во овие локални проекти. Покрај тоа имаше и многу прашања кои што се, да кажем, од делот на социјалата, но и од лична природа. Дали тоа станува збор за разрешување на некој вработување или некој здравствен проблем или некој социјален проблем. Така да сите тие идеи или проблеми кои што се искажени од граѓаните се уредно нотирани. Мислам дека од тимот кој што од владата ќе бидат разгледани и согласно можностите ќе бидат ставени во новата програма. Од друга страна, она што ќе биде истакнато од граѓаните кои што ние можеме да го ставиме во нашата програма на општина Македонска Каменица или кои што можеме интервентно да реагираме со поддршка од јавното претпријатие или оние субјекти кои што соработуваат со нас, ние тоа веќе го планираме за во 2016 да го сработиме на терен. Да направиме кратка музичка пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Во емисијата Бројки разговараме со градоначалникот на Македонска Каменица Дарко Митевски. Господине Митевски, дали го донесовте буџетот за 2016 година? Буџетот е подготвен и е доставен до советниците и до комисијата за разгледување. Се уште не е усвоен. Имаме закажено совет на 24 декември. Тогаш ќе го разгледуваме. Јас се надевам дека ќе биде донесен. За оваа година буџетот е малку со повисок износ од претходните години, приближно 200 милиони денари.
од причини што имаме доста проекти кои што ќе се финансираат со средства кои што ќе бидат трансферирани од централниот буџет. Тоа се средствата преку Агенцијата за рурален развој и средствата од Светска банка, што се негде приближно 60 милиони денари кои што треба да ги добиеме. Исто така во делот на трансфер имаме оставено финансиски средства доколку ги добиеме проектите од прекогранична соработка. И секако тој буџет е как даден на почетокот од годината, сигурно со ребалансот, значи неговата реализација ќе биде помала. Она што го имаме реализирано во оваа година надвор од дотациите кои што ги имаме за образование, да кажеме за социјала и слично, значи негде од приближно 100 милиони денари имаме реализација во проекти и во, да кажеме, меки мерки преку трансфери на невладени организации и слично. Така да се надеваме дека оваа година ќе биде, следната година ќе биде малку поголема од оваа година, но неговата целосна реализација ќе ја знаеме при крајот на 2016. Кои ќе ви бидат приоритетни проекти во 2016 година? Во 2016 година, како што ги веќе спомнав, неколку локални патишта кои што се во село Саса, во село Цера, во село Дулица, во село Косевица, кои што ќе ги финансираме од сопствениот буџет, но и од преку Агенцијата за рурален развој. Ќе ги завршиме Немниот центар за деца со посебни потреби, ќе го завршиме културниот дом кој што е во фаза на реконструкција, улиците Пиринска и Ленинова кои што се во централното градско подрачје. Мислам дека ќе ја завршиме канализацијата во Моштица 1, во село Цера 2. Во 2016 планираме и да направиме проширување на локалниот пат кој што води кон село Цера, бидејќи е со поттесен, сакаме малку да го прошириме. Ќе работиме континуирано на приклучување на новата водоводна мрежа на периферијата на општина Македонска Каменица, практично на сите делови од општината. Проекти кои што исто така, јас се надевам дека ќе бидат за одбележување, се, значи, многу проекти во делот на културата кои што ги планираме, проекти кои што ќе ги работиме заедно со невладените организации, заради тоа што еве сега она што го видовме како доставени програми до Советот се доста амбициозни и има доста активности кои што треба да ги спроведеме. Па така се надевам дека со поддршка на владата, со навремено исполнување на роковите кои што си ги имаме зададени, и 2016 година ќе имаме доста добри проекти кои што ќе одбележиме 2016 година. Во Македонска Каменица ќе се гради и куќа на спортот. Дали е познат изведувачот и кога ќе започнете со изградба? Да, значи ние пред 20 на дена најавивме дека целосно сме подготвени со планска и со проектна документација и објавивме, значи, повик за јавна набавка. Во текот на вчерашниот ден беше завршена електронската аукција. Веќе е избран најповолен изведувач, тоа е една компанија која што е со седиште од општина Македонска Каменица. Рокот за изведба е 9 месеци, но ние ќе видиме се што можеме да направиме со една замолница до изведувачот за тоа да биде направено понавремено, да биде завршено еве почетокот на летниот период. Вредноста е приближно 15 милиони денари, куќа на спортот, заради тоа што таму планираме да ги сместиме практично сите клубови кои што се во делот на спортот. Со продажбата на рудникот Саса во 2002 година, значи, и практично фудбалскиот клуб Каменица Саса остана без простори сопствени и без пресоблекувални на фудбалскиот клуб. Во оваа куќа на спортот, значи, ќе биде повеќе наменска покрај пресоблекувалните кои што ги имаме за фудбалскиот клуб Каменица Саса, ќе имаме простор за фитнес центар кој што ќе биде на располагање на граѓаните, и покрај тоа сите тие клубови кои што работат во делот на спортот, а тоа е кошаркарскиот клуб, ракометарниот клуб, фудбалскиот клуб, значи ќе си добијат соодветни простори за состаноци, и заради тоа што еве сите спортски клубови ќе бидат сместени таму, затоа ја нарековме куќа на спортот. Одлична идеја, морам да признам. Пред стартот на новата година, дали веќе започнавте со активности за украсување на Македонска Каменица? Па да, ние, значи, како и секоја година и како и сите други општини, значи веќе пред 15 на дена започнавме со украсување. Тоа го работиме ние со наши материјали кои што во континуитет секоја година ги набавуваме. Го работи електричар со поддршка од нашето јавно предпријатие и веќе вчера беше официјално пуштено, значи, новогодишното украсување и новогодишната елка, украсување на централните сообраќајници како и на градскиот плоштад, тие веќе се украсени, се во функција.
Покрај тоа, за нова година планираме разноразни активности кои што ќе ги спроведеме со различни категории на граѓани, но и со различни активности. Да кажеме дека со поддршка на рудникот Саса ќе обезбедиме новогодишни пакетчиња за сите ученици од основното, од средното образование, за сите дечиња од детската градинка, социјални пакети за социјалците по повод Божиќ ќе организираме доставување. Исто така мислам дека сме така една од помалите општини која што во континуитет организира дочек на новата година на градскиот плоштад. Тоа ќе го направиме и оваа година. Каква програма може да откриете нешто? Програмата значи ќе биде со локален бенд. Имаме обезбедено значи топол напиток за сите оние кои што ќе бидат таму и во пресрет на новата година во 24 часот ќе имаме еден огромен огномет, така да веќе тоа настана една традиција, сите оние кои што се во домовите, кои што дочекуваат нова година, но и доколку се во некои од да кажеме угостителските објекти во општина Македонска Каменица, во 24 часот излегуваат на градскиот плоштад заедно да го прославиме дочекот, да си честитаме, да го проследиме огнометот, така да веќе тоа стана една традиција и јас се надевам дека и оваа година ќе имаме така помасовно присуство од граѓаните и мислам дека тоа е една добра практика. Некоја посериозна програма со звезди не сме планирале заради тоа што ќе има големи фискални импликации, а сепак во зимниот период нема можност за подолг период да се остане на градскиот плоштад заради тоа што во изминатиот период годините беше доста ладно. И ова се мислам дека ќе биде. Господин Митевски, јас ви благодарам што бевте гостин во Радио Слободна Македонија. Ви посакувам многу успех и се гледаме во некоја наредна прилика. Благодарам, поздрав и до вас. По музичката пауза ќе ги слушнете и најважните економски настани. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Во емисијата Бројки ве информирам и за најактуелните економски настани што ја одбележа оваа недела. Американската компанија Delphi, меѓу најголемите глобални добавувачи за авиоиндустријата, ќе инвестира во Македонија. Се работи за една од 15 најголеми компании во светот за електронски компоненти за автомобили, со над 17 милиарди долари годишен обрат. Компанијата треба да почне со работа во текот на 2016 година во скопската зона Бунарџик. Во првата фаза ќе инвестира 15 милиони евра и ќе отвори 500 работни места, изјави директорот на ТИРС Виктор Миса. Во овој производствен погон ќе се произведуваат најнови технологии и тоа ќе биде комплетен модул кој потоа директно ќе се вградува во компаниите низ Европа. Компанијата е водечки глобален снабдувач на технологија за автомобилската индустрија. Таа има 146.000 вработени низ целиот свет со 126 производствени погони и оперативна во над 33 земји. Околу 150 милиони евра годишен извоз се очекува од инвестицијата на американската компанија Delphi во финалната фаза, заедно со Johnson Controls во Струмица. Ова е една од двете странски инвестиции кои премиерот Груевски ги најави пред 2 месеци. Како што и преходно најавив, стои дека до крајот на годината две компании ќе ги објават своите донесени одлуки за инвестирање. Едната во Струмица за 1500 лица, втората во Скопје за 500 нови вработувања. А токму влезот на странските компании ја раздвижија целата економија. На македонските градежни фирми изминатите 2 години им обезбедија приходи од 25 милиони евра. Фабриките во зоните го зголемија и извозот и вработеноста. Од јануари до септември отворија 5800 работни места, изјави владиниот портпарол Ѓорѓиев. Имајќи во предвид дека во наредниот период имаме информации за влез и на нови странски инвеститори, може да изразиме еден сериозен оптимизам дека овој тренд кој што е позитивен ќе продолжи и во иднина, што ќе биде од битно значење и за општиот економски раст на Република Македонија, за поддршка на профитабилноста на самите домашни градежни компании и особено битно за отварање на новите работни места. Влезот на странските компании влијае и на растот на економијата. Статистиката објави дека во третиот квартал изнесува 3,5%. И со вакви бројки Македонија ќе биде втора земја во Европа со највисок раст на бруто домашниот производ. Најголем пораст е забележан во градежништвото, одречи се 30%, како и кај техничките, научни, стручни и услужни дејности од околу 16%. Финалната потрошувачка е кај домаќинствата, чие учество во структурата на БДП е најголемо, изнесува 64,4%,
бележи номинален пораст од 3,4%. Во периодот јуни, јули и август статистиката регистрира пораст и кај извозот од 3,3%, додека увозот номинално се зголемил од речиси 3%. Инаку тоа е едно од поголемите растови на економијата во Европа и верувам дека така ќе продолжиме и следната година, дури и уште повеќе од ова. Мало влијание на растот на економијата имаше создадената од страна на опозицијата политичка криза во првата половина на годината. Првичниот раст очекувавме да биде 3,8, но заради таа криза го ревидиравме подоцна на 3,5, што се уште е едно од најдобрите остварувања во Европа. Компаниите имаат уште 2 недели да ги искажат своите идеи за подобрување на бизнис климата или да ги кажат проблемите со кои се соочуваат во работењето. Досегашното искуство покажува дека од 700 барања на бизнисот, најголемиот дел од нив се прифатени, изјави вице-премиерот Владимир Пешевски. Го изменивме и дополнивме законот за данок на додадена вредност, со што е намалена стапката на ДДВ од 18 на 5% за прометот и увозот на жив добит. Ги убрзавме постапките за донесување на урбанистички планови, урбанистички плански документации преку посебен електронски систем e-урбанизам. Ги реализиравме барањата на компаниите од туристичкиот сектор и ја воспоставивме директната авионска линија Охрид-Лондон. На барањето на компаниите од транспортниот сектор воспоставивме приоритетни ленти на граничните премини Табановци и Богородица, со што се возможува побрз проток на жива стока, стока во свежа состојба, опасни материи и празни камиони. Корисниците на оранжерии веќе можат да аплицираат и да го купат земјиштето под оранжериите. Цената ќе се утврдува по посебна методологија. Америката ќе придонесе за повеќе инвестиции во земјоделството, информира заменик министерот за земјоделие Ванчо Костадиновски. Од кога ќе се купи земјиштето, ќе може да се стави во функција на земјоделското производство, ќе може да го планираат и развојот, проширување на капацитетите до изградба на нови оранжерии. Објавен оглас за распределба на социјални станови во Ресен. Најранливите категории на граѓани можат да аплицираат за 18 новоизградени станови. Распределбата ќе се врши по електронски пат. За лицата кои не се во можност сами да обезбедат потребната документација, тоа ќе го стори Центарот за социјалните работи. Огласот започнува од денеска и ќе трае 30 работни денови или до 14 јануари 2016 година. До сега се изградени 670 социјални станови во 13 општини, а во тек е изградба на уште 50-тина. Цената за закуп зависи од големината на станот и се движи од 600 до 1000 денари месечно, вели директорот на акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор Цветко Грозданов. Становите кои што се за социјално ранливите категории треба да се во големина од 40, значи 5 до 50 метри квадратни, не повеќе од 50 метри квадратни, затоа што се наменети баш за ова социјално ранлива категорија, каде и значи закупнината ќе биде мощно ниска. Овде завршува економската емисија Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 17 декември со мене уредник и водител на емисијата Наташа Мерсовска е и Далибор Зафировски техничка реализација. Музиката е од изборот на музичкиот уредник Иван Бечковиќ. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.